гостин кој што ќе може најблиску или најдобро да ни презентира една друга страна од онаа што ние можеби во HR професијата, односно луѓето кои што работиме HR ја знаеме од аспект на работодавачот, а тоа е страната на вработените и нивните представници. Денеска е со нас Благоја Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати, организација која што е формирана пред 10, односно пред 15 на години, значи некаде 2005 година. Благоја е во Конфедерацијата, членува од релативно рано, значи од 2007 година, а веќе во 2015 година станува председател на КСС. Претходно го води и ја води синдикалната организација во Катастар, некаде од 2010 година, и синдикатот на администрација и државната управа. Уште еднаш сакам да напоменам, значи оваа тема, и јас лично сметам дека е многу важна. Генерално, социјалниот диалог е тема која што станува се поактуелна и е многу важна во целото општество. Не станува збор тука само за работните односи, односите на, би рекол, на работното место, кои што се градат, но навистина засега многу гранки во целото општество. И според мене е убаво што е отварена оваа тема на ова наше прво овогодишно HR кафе. И посебно сакам да го нагласам значењето на диалогот кој што се води токму помеѓу представниците на вработените и на работниците и менаџерите за човечки ресурси и останатите професионалци за човечки ресурси. Имено тој диалог токму се одвива, би рекол, на она стручно ниво, онаму каде што компетенциите потребни за водење на тој диалог се на страната на професионалците во менеджмент со човечки ресурси и се разбира оние барања, оние потреби кои што ги артикулираат токму представниците на вработените. Јас не би должел понатаму, повеќе, и би сакал да го поканам Благоја да ги презентира неговите видувања, да ја презентира организацијата, односно Конфедерацијата на слободни синдикати и оние активности кои што КСС ги реализира. И уште би го предизвикал да ни го пренесе неговото видување, неговото размислување како овој диалог помеѓу представниците на вработените и на работниците, нели, и менаџерите за човечки ресурси, професионалците, луѓето кои што работат во тие оддели за човечки ресурси, може да се унапреди. Благоја повели. Благодарам, Дарко, за свој убав вовет. Пред се сакам сите да ве поздравам и да ви посакам убаво здравје во овие тешки времења, во овие времења на оваа пандемија, оваа чума која што ја запати нашата земја и нашата планета. И се надевам дека вакви настани во иднина ќе очекуваме да ги спроведуваме со физичко присуство, кои што ќе имаат многу поголем и многу подлабок ефект врз сите нас, како што е сега. Но еве и ова е добро. Благодарам на вашето здружение за оваа иницијатива, за да можеме да направиме првичен контакт и да се представиме едни на други во нашите делувања, во нашите организацијски предиспозиции,
затоа што мислам дека според мене овие две организации се многу блиски едни на други и треба да соработуваат на дневно ниво. Благоја, Можам да кажам така, повели? еве кратко само ќе се надополнам или ќе те надополнам тебе, ние ја согледавме потребата и интересот практички за соработка уште минатата година, разговаравме и тоа е една информација што еве би сакал да ја споделиме со сите учесници на денешното HR кафе, дека ние минатата година токму во оној последен дел од годината, мислам можеби беше и последната недела, не можам точно да се сетам кој ден беше, меѓутоа и формално и официјално го потпишавме оној меморандум за соработка помеѓу КСС и Македонската асоциација за човечки ресурси. Така што обезбедивме една платформа врз основа на која што ќе можеме да соработуваме. Точно, Дарко, ние потпишавме меморандум за соработка и како водечки луѓе или организационата поставеност околу нашите организации го почувствува моментот за соработка помеѓу нашите две да кажам професионални граѓански организации, но треба тоа да го пренесеме и на останатите членови да го сватат моментот дека е оваа соработка едно нужно зло што треба да го имаме, а не некоја си а не да даваме отпор едните према другите. Зашто? Затоа што има голем отпор од двете страни. Има отпор заради перцепцијата на HR од наша страна како синдикални организации или пак има отпор од HR-от, па од друга страна како HR према синдикалните организации. Ние треба да бидеме партнери, ние треба да бидеме во постојана комуникација. Тоа можеме да кажеме дека треба да бидеме во постојана комуникација и на дневно ниво. Имаме потреби. Ние како работници од една страна, дали се за одмори, казни, награди, апликации, нови алатки, унапредување во делот на дигитализацијата, која што еве недемне после оваа корона криза, мислам дека како четврта индустријска револуција длаво ќе навлезе во нашето општество. И мислам дека треба да развиваме едно здраво и продуктивно социјално партнерство и социјален диалог. Мислам дека во овој дел треба да го развиваме и нашето партнерство и да им покажеме и вие на вашите членови, ние на нашите и заеднички. И вие на нашите и ние на вашите, дека сме неопходни еден на друг за создавање на здраво општество и создавање на здрави работни средини во кои што ќе имаме продуктивност, во кои што ќе имаме сите иста цел, а тоа ќе биде развојот на нашето општество во секој поглед. Дали е економска, дали е социјална, дали е правна и така натака и така натака. И дека ти дам повторно зборим на тебе, затоа што во овој дел многу ми се допадна оваа интеракција што ја направи на почетокот на нова HR кафе и мислам дека тука е тој делот каде што треба да го направиме спојот помеѓу двете организации. Фала ти, Благоја. Да, еве ме предизвика сега и ти, значи со овие твои размислувања кои што практички ги делиме, ние и сме ги разговарале и токму така јас би рекол за развојот на едно општество постои потреба од генерално партнерство. Значи, ние не сме тука да бидеме едни против други, да си бидеме некаква конкуренција. Напротив, јас барем лично така го гледам развојот на општеството, така го гледам развојот и на односите, на работните односи, така го гледам развојот на работната средина во која што сите ние се наоѓаме, независно кој во каква улога е, но без отворен пристап и без партнерство и унапредување на односите, едноставно или стагнираме или се враќаме назад. Можноста за прогрес е во соработката. И
и во разбирањето, и во довербата. А сите овие компоненти се градат, и то се градат макотрпно, се градат тешко. Да изградиш доверба е навистина еден тежок процес, макотрпен процес. Да ја растуриш довербата, многу лесно можеш да го направиш тоа. И затоа е многу важно негувањето токму на таа доверба, внимавањето за постапките, да не направиш нешто што некоја друга страна ќе може да го протолкува поинаку, нешто што ќе води кон растурање на таа тешко создадена и изградена доверба. Благодарам, Дарко, и благодарам на поканата, и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи и понатака, и дека ние ќе возвратиме на исти начин и вие да се представите пред нашите синдикални организации и тој стереотип помеѓу HR-от или како што ние го кажуваме човечките ресурси и синдикалните организации и работниците, да го турнеме и да направиме еден мост на соработка, а не да направиме зид за кој што ќе се гледаме преку него како што е сега во сегашно. Затоа јас оваа денешна презентација ќе ја поделам на три дела. И тоа е, првиот дел ќе биде што е синдикатот и која е неговата улога, и да се представиме како синдикална организација која што делува во рамките на Република Македонија. Вториот дел мислам дека треба да биде да направиме еден синхронизиран спој и неопходна соработка помеѓу HR-от и синдикалните организации. И на крај треба да кажеме дека имаме која е нашата визија, која е вашата визија, која е нашата мисија, која е вашата мисија и каде треба заеднички да делуваме. Да имаме еднаков бенефит во делот на и нашето и вашето делување, во делот на бенефитот на сите работници и организации кои што делуваат во нашата држава.